во зло на ова наше древно тло. Една желба имаме, Насмеяни да бидеме, за дена или 100. на човек му е по-пусто. Во ова време матно, само смењето е бесплатно. Ајде луѓе, дојдете, овде да се дружиме. Во овој циркус народен, смешен и разоноден. Поведете на представа, без неја не остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Во добро и во зло, На ова наше древно тло една желба имаме, насмејани да бидеме. За денар или 100, на човек му е по-пусто. во ова време матно, само смењето е бесплатно. Ајде луѓе, дојдете, овде да се дружиме. Во овој циркус народен, смешен и разоноден. Поведете на представа, без неја не остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Овој циркус народен, смешен и разоноден. Поведете на представа, без неја не остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Во стендап Македонија. Дами и господа, Евтим Трајчов Ѓаурски и смешниот човек од Скопје, Бојан Велевски. Фала што дојдовте. Фала што дојдовте. Ето ти го давам на тебе прв. Ајде, дај ми го, ќе го земам со задоволство. Фала што дојдовте, гледам без пари ви поделиле карти, па си дојдовте, нормално корупција и митото, ти е тоа. За старт да го поздравиме нашиот продуцент, бидејќи денеска му е роден ден, а јас од моје лично име како актер највеќе би сакал мојот роден да биде честитан со еден аплауз. Главниот одговорен виновник за целата оваа ситуација што се случува во стендап репрезентацијата, Оливер Ромевски. Да го поздравиме, Оливер. Добро е. Кај си бацеш, шо? Поздрав. Поздрав. Ај сега вака, за да ја загрееме атмосферата, малце да создадеме еден наш личен слоган за стендап Македонија. Или вака, јас ќе кажам У, сите вие ќе кажете заедно У. Јас ќе кажам А, вие А. Јас ќе кажам стендап, вие ќе кажете Македонија. Може така? Заедно? Да. Може? Да или не? Да. У! А! Стендап! Стендап! Македонија. Стендап! Ја! Слушај, ако им даеше по 10 евра, може поише ќе вика. Гледаш, што и кажу тоа прават, гледаш колку си корумпирани. Па на нас македонците, усршни е тоа корупцијата, митото. Тука да те пресечам сега, вака од сршна мито пишува. Корупција. 100%. Да. Еве, у клетките ние. Еве, ќе тргнеме од клетките. Од клетката на секое општество, бракот. А влезат у брак нема секс. Така ли? Нели е така? Шо? Не, нема за лек. Нема бе, брат. Значи, шо? за да ти даде жена ти,
мора да ја подмитеш. Разбираш? Аха. Еве те сега ќе го прашам некоја девојче. Девојче, извини, ти мажена ли си? Не си мажена. Како? Ти мажена ли си? А мажена си. Кажи, ајде сега. Кажи сега да те прашам, ти искорумпирана ли си од машти? Подмитува ли те? Ај вика не. А од кај ти се штиклите? Од мене. Од мене. Значи, шо? Слушај, и на него не му е лесно. Не, брат. На него му е најтешко. Ако сака 3 пати да клеца на делата, треба 3 пати да плати, разбираш? Денеска платил 2 карти. Или ти ги дадоа? Кажи ми, брат. Платено. Платено е. Вечера очекувај секс. Ке кажеш, зашто ке кажеш? Леле, колку беа смешни денеска, ајде да се клеца. Значи, што треба посебна субвенција? Значи, затоа нема деца у Македонија, бе. Луѓето немат пари и после кампања има и трето дете. Тоа ти е уствари кампања за против корупција, бе. Против корупција. Значи, владата, не, ладата. Има ли некој со лада дојдено денес? Ладата? Треба да му мајката, да малце намалиме таму. Многу сум, кажи? Нели? Да. Ај ако сакаш брат намалиме малце, многу сум јак. И што И- треба? Владата треба да измисли нова субвенција да оди директно само кај женетите мажи. А на На трансакциона. трансакциона директно кај женетите мажи за да има со што да ја подмите жена му за да може вечерта да ја искорумпира, разбираш? Тоа е. А чекај, формулата е многу едноставна. За он да те подмите ти треба да му даеш, разбираш ли, автоматски ќе го примеш, а он ти се сврши работа. А вајде и ти ќе свршиш работа. За до него е тоа. Многу едноставно. Едноставно е, да. Брат, ние сме, тоа е и после Да, чекај, некој сакаше аплауз да даде. Кој ти даде пари? Кој ти даде пари? Тоа ти е кампања против корупција, а не овие Transparent International. Што те плаќаат вечерва? Што те плаќаат тие? Они прават нешто као кампања разбуди се. Аха. Аха. Чекај, праша ја, не знам, молим те. Уствари, што ќе ја прашувам, она не е легнало со него, што се разбудува? Не знам. Нема. Или даваат, кажи, Тај, други. гледам, не знам дали го има судија еден даваат на кампањава од Разбуди се и му викаат на судија, легнал у кабинетот, спие хрчи, разбираш ли? И му викаат, разбуди се. Вода, идемо тука вода. Вода му иде, зашо да се разбуди човекот на пари спие, не е будало да се разбуди. Или тај докторо. Докторот, Докторо, разбуди се. гинеколог од проверени информации. Слушај, он легнал, дават го дома на каучо пред телевизоро и спие. Што да прави дома? Што да прави Што дома? да прави? Примал мито цела вечер, треба да одмори човек. Треба. Разбуди се. Разбуди се. Што се разбуде? Ние сме толку корумпирани, бе, тоа е страшна работа колку сме корумпирани. Вие знаете ли ние колку сме корумпирани? Ние се уствари сме најкорумпираниот народ у историјата на народи. Да. Пример, сега ќе ви кажа. Значи, наш македонец има соборено рекорд за најкорумпиран човек у историјата у Гинис на други двајца македонци. Не знам како се вика, после ќе го, како се викаше нели тек. Другото што е? Другото, иначе исто, ние сме толку корумпирани, што првите 3 букви од нашето име Македонија се земени као први 3 букви за назив на глобален назив за корупција кој што се вика макрокорупција. Пример. Пример, да. Не, оче сте толку корумпирани, на грците е незгодно што се тегнат за името со нас. Еј, трај. Не да им е незгодно, Ти знаеш зашо не може името да уште да ни го признаат? Зашто? Па ти гарантија грчките преговарачи има некој со македонско потекло. Егеец. Егеец. Ево уште еден со 50 евра. Егеец. Уште еден со 50 евра. Егеец. И 100% има некој у Обединетите нации таму горе што се вика Ветовски мито. И Тарија еве мамата 20 години уназад. Кој 20 века уназад. И тоа спази, цела фамилија едно име користат. И тоа се по делото мито. Делото таму. По делото мито. И разбираш и крстат ги децата, мито први, мито втори, мито трети, мито четврти. Да. И зависност од епохата, крстат ги, например... Мито велики. Ако има велики некој. Или, например, мито 400 дуката. Да, Пример. може. Или мито 400 червени. Може така Или мито 800 марки. 800, не, да, 800, па Или после поново 400 евра. 400 евра, 400 евра.
И, Так. абе добро, толку ли треба брлив народ? Чекай да го прашам, има ли некој да си го крстеш детето? Како беше тоа? Не бе, стварно брлив народ. Детето си го крстиш мито. Погу да чуе. Има ли тука некој мито? Има ли Ако некој има, мито? нека дигне рака. Мислам само рака да не дига нешто друго. Бе. Има ли не? Чекай. Чекай. Чекай, има ли некој мито? Нема, брат. Не, од вас луѓе не бива ништо. Од вас човеци не бива. Мито, да беше мито, нека па за тоа они дошле тука. Бе. Нема, брат. Да беше мито, тај пун пари е, брат. Стоп, он таква му е кармата, ти го крстиш мито и гаља нема Пун после. пари е. Бе. Или у најмала рака председател на политичка партија. Ако има некој мито, нека конкурира, сега тука позади има конкурс за лидер. Не знам дали знаете. 100% ќе добиеш, брат. 100%, може да отидеш. Добре, Мито. чекай да му мајката да му. Шо? Како може да крсти детето? Крсти си го детето мито, У старт, у старт и роде се дето, роде се дето и ќе оставиш дека Мите, мито, кај си бе мито. и знаеш дека дето ќе го биде. Ома го бидува. Ќе го биде 100%. и после можеш да Мој си... користиш како каса за пари. Разбираш? Разбираш? Пример, доаѓа инспекторот дома и мажу вика, инспектор, казна, абе шо казна? Жено, дека се парите? Те ги там подмите. Дека подмите? Значи Инспекторе, инспекторот ај подмите, оди молим те. подмите, ама треба да си направиш уште едно детенце. Шо ќе ти уште едно дете? Второ дете. А. И да окрстиш Трајан. Зашо бе трајам? Па кога ќе ги ставиш парите под мито вода, трае. Разбираш? Добре ти ова. И после, гледай сега, значи не е доволно само да се роде дето. Значи мора ние да се грижиме за мито да се развива у него. Значи не можеш така дето да го оставиш само со мито да се роде. Значи мора ние уствари да отвориме универзитет за корупција. Нема шо да го отвараме, брат, он си постои, треба да го легализираме само, разбираш? Да. Добро, сега или тоа. Си ќе го легализираме. Па ова приватните факултети, тоа ти е све легално мито. Све легално мито ти е тоа. И може да го викаме Од тамо да произлезе името, од легално мито, легнал мито. легнално мито. Ама не, чекај, да удара малку на... Да удара на римски малку, да не е тен легнал мито, Легамито. Легамито примиус. Не, легамитус. Легамитус примиус први. Први. Велики. Може. Може. И- Пошто трансакционата сметка е велика, може велики да биде. велика. Така, велика, да. И главно мото ќе биде не е доволно да се задржи митот во нас, туку и да се развие. Да се развие треба, да. И например, главен предмет на тај факултет за корупција, универзитет ќе биде митологија. Мито, да појаснеме, мито цртичка логија. Така. И после ќе се Многу му е направиш- смешно таму на некој. И ќе треба да се направи една реклама за универзитетот. Кој е слоганот, први кажи го? Слоганот кажава. А, кажали го, добро. Значи треба реклама да се направи. И ќе направиме некоја Пандан реклама- на овие Transparency International што не плаќа денеска, дали ќе не платат после ова, не знам. Слично така. Слично на оваа Например, реклама. ќе те земам тебе за пример. Ајде. Тој беше чесен човек, работеше честно во животот и заврши драмски уметности. За само 200 евра годишно се надеваше на вработување. Но денеска не е вработен, нема пари и редовно јаде гом на универзалната сала. Другиот, штипјанецот, немаше смелост да се осмели. Немаше смелост да се осмели, добре ова. И немаше смелост да го избере универзитетот митологија. И запнал честно да создава уметност. А вечерва заврши исто како првиот и вечерва пред вас јадат гомна заедно во универзалната сала. Па запишете се на државен. Овие двајца се сликата која ти не треба да ја избереш. Избери универзитет митологија. Избери вработување. Избери живот. Тоа е тоа, брат. Благодарам. Пример. Мислам дека ќе ни тргне, брат, ќе има многу клиентела на универзитетот, веј. И после тоа може ќе се има различни катедри. Ама, знаеш шо, децата ќе ги запишуваме од маленки на Маленки, универзитетот. мало. За да имаме здраво корумпирано општество, ние мора од така. мали да ги унесеме у тоа, разбиршиме. Нормално дека те Не. разбирам, него знаеш што е финтата? Што е финтата? Например, ќе имаш пожарникар, ама не, корумпиран пожарникар. Значи, за сите професии имаме катедри. За Корумпиран сите. пожарникар. Например, корумпиран пожарникар. Прва лекција. Прва лекција. Прва лекција. На работа. Цело време играј шах.
Или па билтен нешто врти да се прави нешто. Држи ја линијата зафатена по можност студено 3-4 пати по саат и пол да правим обед со колегата од другата соба. А чеки, ако ќе му се јави некој? Кога ќе му се јави некој, нем да му веруваш одма. Заебавај го. Разбираш? Чеки, на пример. Ало. Ало! Еј, чекай бе, не викај, полека, смири се. Абе горе зградата ми горе, стано горе, све горе. Шо? Ми горе стано пече стана горат. Чекай сега вака, ај излези надвор, изброј ги точно колку се да знаеме. И после јави ми се. И, што е најбитното, за еден корумпиран пожарникар, никогаш за никоја постапка да не брзаш. Нема брзање. И кога ќе дојде на терен, Кога ќе дојде на терен, цревото полека да го одмотуваш. Разбираш? И, разбираш, Кој црево? се додека не ги земеш парите. за какво црево збориш сега? А за хидрантот збориш. Добро, извини. И, например, Да не брзаш и себе, ја, например, мене ми горе станот, Да. ми горе станот, брза ми се и викам, оди ке мене пред мојот стан да го гаснеш. 200 евра. Де бе да му мај. Толку, так. Так, Тоа извршена. стан прв е. Благодарам. Чао, Благодарам, пријател. да. И, например, дое си дето дома после школа, учи нели за корумпиран пожарникар и дое си дома кај татко му. Ти си дет. Дојди. Ајде. Со брада детето, ама нема И веќе. дето ми доваѓа. Сине, шо правиш? Тато, Како денеска беше ли на школа? беше. Аха, и како? Убаво. Аха. Учи ме за пожаро. Да. За пожаро ли учите? Добро. И шо доби оценка? Двојка, тато. Па колку пати сум ти кажал да не брзаш со цревото? Не брзај со цревото! Ама ќе му се Шо да се запале? Он одма да помогне да го изгасе пожаро. Будала не! Наредил си ги двојки, после ни чичото и мите не е то право. Добро. Друга катедра. Корумпиран професор. Најразвиената гранка од нашето општество. Корумпиран професор. Ние не мора, мислам, кој ќе го легализираме. Учителката се насмеа се. Чекай да ја видам учител. И на секоја наспевка по 100 евра. Ева, тоа 1000 евро старт, бе. Шо мислиш ти? Корумпиран професор. Ајде маце да го разберам. Корумпиран професор. Как прва лекција? Шо Прва ќе биде? лекција. За корумпиран професор е број од 10 да не се пишува така лесно. Освен ако е по наредба на деканот Мито. Директно наредба. Друга работа. Значи, знаењето не е примерна цел. Напротив, заслепеност и благотелечна состојба е основа за развој на понатамошно здраво и корумпирано општество. Друга работа. Да се развие осет за парите. Шума на парите. Значи да му мирисат убаво парите. И најбитната работа за еден корумпиран професор е да се развијат, а ако ги нема да се разбудат маниакално перзени чувства кон помладата популација. Да, едно од побитните работи. Да. Пошто е доста застапено, не? Да. Така. И после, например, што иде натака? Појма немам. Иде корумпиран, значи како корумпиран професор, дето ќе си дое дом, например, После школа. после школа и деканот Мито седе А и не, чекай, родителот му доаѓа на деканот Мито у канцеларија, имал проблем со детето. И јас сум например деканот Мито, ајде дој. Добар ден, Добар ден. декане Мито. Шо правите? Добре, како е? Добро, фино е, плаќаме 15.000 евра за година Добро. и така некако сакам Добро, интересно. сакам да знам Што треба? детево мое Мите. Аха. Не е Мито, ама е Мите. Изгледа тука грешиме работата. Чекај да видиме. Мите, да, види таму. Како Мите беше? Мите Велевски. Мите Велевски. Да. Видите, Мите. Сакам да прашам Мите за први, Мите втори, Мите Да, трети. Ја го ја. Мите Велевски. како е детето мое. Лошо. Дебе да му мајката. Толку ли е лошо? Многу е поштен. Многу е поштено. Па на мајка му. Да не кажам. Нема ја, те гледам го тука, гледаш сите кецови ги наредил. Значи толку е поштен. Не, еве ние пробаме со крајни методи. Ја му го остави пари, новченик, пун пари и остави ми го да го земе, разбираш? Оно доваѓа вика, декане ја го најде новченик, кој сите пари си тука не ти ги земам. Бог да чу, на мајка му. Ис мајка му и она така ќе најде Не, пари бе. вика одма ги. Не, многу е лоша работа. Само не знам дали во цели или приметиле сте нешто одамна. Има ли нешто од дома, како се однесува? Приметивме дека не приметивме. Многу е поштен. Многу е, а? Еве децата му барат, другарчињата му барат пари за оград. Му ка дај 500 денари и оди брзо трчи у собата му ка нати 500 денари и не ме ги враќај. Не шо личи тоа? Поштен. Не. Нема да успе во животот. Вака сега.
Родители, не си Дај кирете. крајни методи некој, дајте домашно некој што Ништо, да го не си правиме. кирете, ние ќе ујачеме за дето посебно грижа, ќе го расипеме. Благодарам. Еве, дај да Не се ујачаме малку. Ќе ујачеме и ќе го расипеме дето, ај со здраве, дома, пазите на него. Важи, фал, благодарам. Пријатно. Втора лекција. Втора најбитна лекција Втора и за најбитна лекција за корумпиран корумпиран професор. Што е индекс? Односно, индекс и негова примена. Што е индекс, колега? книжка за оценки. Тоа е твоја лична штедна книжка, бе, брат. Значи, тоа не е обична хартија. Индексот е хартија од вредност. Значи, ќе ти дадам конкретен... Значи, знаеш ли ти како е измислена штедната книжка? Ајде, молим. Првин е измислен индексот, Добро. па митото и кога ги споиш тие две добиваш штедна книжка. Значи, индексот е штедна книжка. Еве и на вас да ви појаснам, значи, ајде, индексот е штедна книжка. Од прва, да. Сега, еве ќе дадеме конкретен пример. Јас сум професорот, ти си студентот, доаѓаш по 17-ти пат да полагаш. Ако паднеш овој пат, Добро. губиш право на школување, на све губиш право. Треба да се самоубиеш. Ајде. Добре, професор. Добар ден, поведи седи, ајде. Добре, ја те Добре. по 17-ти пат А доаѓам. маме да му мајка да толку ли си глуп? Не, па не, професоре, ја целиот материјал, скриптот што ми ја дадете, целата е на памет ја знам, се знам. Све ли научи? Се научи. Не е битно што си научил, што си разбрал од овие 17 Па пати. се тоа е- знам, се. Добро, ајде, сега ќе видиме. Ајде влечи прашање. Ајде така. Што е првото прашање? Првото прашање е што е образование. Така, многу убаво прашање. Што е образование, колега? Овака сега. Образование е тоа е систем каде што Не е тачно, не е систем. Друго? Дај, ајде, молим те, побрзо, има други тука чека. Тоа е, значи тоа е систем на вредности. Вредности? Вредности, така, имаме напредок, добро е тоа. Вредности, какви вредности? Станува збор за интелектуални Какви вредности. интелектуални вредности? Не, заебај. Какви вредности? Од професоре, мислам дека е интелектуални, од каде да знам се. Не е интелектуални, дај друго. Помош. Два збора. Првиот збор. Вртење книга, знаење. Мок, тоа е идеја. Сила. Знаење, сила, мок, нешто. Знаењето е сила, знаењето е мок. Деве да му мајката, Тоа ли? ви го исправа мозокот од тие кампањите да му мајка. Не е тоа. Не е тоа. Какви вредности, колега? Бизнис вредности. Образованието е систем на бизнис вредности, колега. За малку ќе го погодиш. За малку, да, ќе го погодиш. Жими Добре, ај второ. делот и мито ќе го погодиш. Ајде сега. Второ прашање. Второ прашање, влечи. Така. Што е второто прашање? Што е индекс? Така, колега, што е индекс? Сега учевме скоро, што е индекс? Индекс, вака, па добро, тоа го знам. Индекс е книжка за оценки. Не е тачно. Друго? Деве да му мајката се учат. Може ли помош прашаја публиката? Ајде прашаја публиката, ајде. Ајде, значи тестерчињата во речињата што ги немате, значи идеме конкретно прашање. Колегата многу му е битно, значи одиме со што е индекс под А, индекс под Б, индекс под В, штедна книжка, ајде мола, имате 10 секунди. Заврши времето, колега, дали сакаш да го чуеш одговорот? Сакам да го чувам, да. Значи, еве го одговорот 100% на одговорот од публиката, значи индекс е штедна. Така. Дали тоа е твој конечен одговор? Мој конечен одговор под В, штедна книжка. Да ти е колега, честитам. Да, браво. Што плескате, чека уште едно прашање има. Не е толку, нели? Влечи прашање. Ајде, извлечи го. Дур сум го извадил прашањето. Така. Трето последно и круцијално прашање за твојата иднина. Дали ќе преживееш или ќе се самоубиеш, сега ќе дознаеме да не ти дојде многу вака наеднаш, ќе те прашам од околу 500 евра имаш ли? Тебе те прашам, не ме гледа така бледо, не постоје прашање, одговори 500 евра имаш ли под А, имам под Б, немам под 3, ќе се позајмам. Под А имам под Б, немам под 3, ќе се позајмам 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Знам, под А, имам. Браво, честитам, колега! Алал да ти е!
Фала! Ајде, уплати тука. Уште едната книжка, ајде, уплати. Ладно ти е. Така, фала! Честитам. Ја, за крај на емисијата, јас сакам се благодарам на спонзорите, Кој ти на мами и на тате, што ме спонзорира, што родива кво теле како мене, Ладно ти е. што имат пари за своето теле, и многу и фала на публиката, они многу ми помогнаа, стварно, алал да е, бива ги. И мене ми е многу драго што учествувам овај вашиот квиз што се вика кој професор сака да биде милионер. Благодарам, колега. Поздрав, се гледаме на аплауз. Чао!